еве сме назад во студиото, по рекламите продолжуваме со уште малку разговор, но и со фотографии кои што ни ги испратија нашите гости, додека ги гледаме ќе ги коментираме, ќе кажеме и што е следно во план, кога станува збор еве за музиката, за Бајса, бидејќи до крајот на годината има уште многу проекти, настапи. Сега самата ќе ни открие што се ја очекува до крај на 2025 година. Но ајде најпрво ќе започнеме со фотографиите на доктор Татјана, работни фотографии. Со пациенти, никои со насмејани лица, да. Тоа е добро, значи се добро се завршило. Се трудиме да бидат пациентите насмејани, кога ќе станат и задоволни. Да. И доброволно дека се дојдени. Да, така? Да, тоа е еве, тука имаме едно детенце. Да, тоа е едно пресладко детенце кое што во почетокот беше многу плашливо, меѓутоа сега успеавме тој страв да го надминеме заеднички со моја помош нормално. Така да сега слободно доаѓа на забар, без страв, така релаксирано, што мене како стоматолог ми е многу мило, а исто и пациентчето е многу задоволно. Така, одиме со следната фотографија. Еве една возрастна пациентка, да, што кажав, насмејана. Насмејана, задоволна, се надевам, мислам, се што сработуваме како што треба, затоа што штом пациентот е задоволен и од насмевката после нашава работа, проценуваме дека сме завршиле добра работа. Да. Одиме понатаму. Тоа е дел од скенирањето, како претходно што беше во видеото. А што гледаме тука? Има тука веќе нешто што треба да се поправи или? Ова е скен кој што го правевме кај пациентка кај која што треба да се работи протецко помагало. Некогаш одиме, ја скенираме ситуацијата во устата пред да се почне со работа и после извршеното препарирање на зъбите и замањето на отисокот, така да ова моментално е ситуација пред работа, а имаме сега не знам дали тука го има тој дел каде што после стругањето на зъбите како се зема отпечатокот и праќање во техника за да го тоа протецко помагало го изработат. Така. Одиме понатаму. Тоа е исто делот од скенирањето. Конкретно ова се работи за долна вилица. Така. Тоа е моја колешка, сестра што работи со нас. Нормално и кај нив треба да работиме. Така да ова е конкретно колешка, сестра што работи со нас. Вие од толку работи пациенти имате време или се заборавате дека на 6 месеци треба да се проверувате? Никогаш кога некој има многу работа се заборава себе си. Не. Или кај вас не е таков случај? Си правиме редовни контроли, нормално јас кај некој од моите колешки, тие кај вас, тие кај мене, така да тоа не смееме да го заборавиме, затоа што мора и ние да бидеме пример за пациентите, така да знаете, не може да ги учиме пациентите, тоа да не го применуваме кај нас. Така е. Вие треба да бидете пример, нели, како треба да изгледаат зъбите. Одиме понатаму, имам уште неколку фотографии, не знам колку точно. Еве тука веќе работите нешто. Да. Добро, одиме со следната. И ова е последна, да. Се одлучивте за работни фотографии, се со цел уште еднаш да напоменеме колку е важно да си ги чуваме зъбите, да си се проверуваме, како што кажавте, 2 пати годишно најмалце, нели? 2 пати годишно најмалце, контрола. Да. Ако има и секогаш потреба. На пациентите укажуваме без разлика тоа што редовно 6-месечно контролирање треба да се направи. Ако било што почувствуваат, слободно да се јават, да подобро е да провериме за што се работи, отколку да оставиме на ајде ќе помине. Знаете, тоа е кратка работа, ќе дојдат, ќе провериме, ако треба ќе интервенираме, ако не, мислам, пациентот чисто ќе се смири, ако нешто му се случува и нормално да видиме, за да бидеме во тек со работите и секогаш одиме на тоа превентивно да навреме реагираме, за да после последиците не бидат поголеми, да не дојде до губиток на зъбите, секогаш тоа е
првата цел да ги да се сочуваме зачува сабите, забот, да ги одржаваме сабите, а сега ако некојаш дојде до губиток, нормално тука повторно со протетскиот дел на работа ќе ги реставрираме тие, мислам ќе го повратиме тоа што е изгубено, меѓутоа секојаш целта е да се заштитат забите, прво и основно. Така е. Одиме сега со фотографиите на Марко, да погледнеме што ни испрати. Имаме и од малку порано, неколку години, помлад кога си, нешто од сега. Ајде, ја гледаме првата фотографија, може со коментар. Да, ова фотографија е по завршувањето на мојот најдолг засега маратон, од 64 километри. Ова пливање беше од Охрид до Струга, до Светинал и повторно назад до Охрид. Ми требаше од прилика скоро 22 часа за да го препливам. И да, потоа бев многу горд на успехот. Се гледа по позата на сликата, е нормално дека треба да бидеш горд и среќен. Еве, уште една. Ова е на првото мое пливање, првото препливање на Охридското езеро. Имаш тука? 9? Овдека имам 12. 12, така беше, да. На ова пливање, ова беше единственото пливање каде што само јас верував дека ќе успеам. Дури ни татко ми што ми беше тренер тие 10 месеци поради брановите кои беа, бидејќи нема видено такви бранови на маратон, и само јас верував во тој момент дека ќе успеам, но секако со помош на Господ, со помош на фамилијата и со помош на упорноста. Така е, се постигна тоа што се постигна. Одиме до следната. Да, додека пливам, бидејќи прилично досаден спорт, со неколку сати кога ќе пливаш, пробувам да комуницирам со брат ми, со брачет ми, било кој да е во кајчето кој ме прати. Така. И некогаш ќе се смееме, некогаш ќе искажам неколку зборови пред повторно да ја пикнам главата во вода, и за да помине побрзо времето. А тоа е стварно многу важно, психичкиот момент, нели? Тука колку и да се сметат дека си подготвен физички, луѓе сме на крајот на денот, се може да се случи, нели, психичкиот момент, така што убаво е што кајчето е тука во близина, баш како што кажа да се сменат неколку зборови со блиските. Еве, уште една фотографија од Охридско. Да, ова беше едно од 10 пливање во 2022 година, каде што имаше невреме и многу луѓе ме прашуваат како е да се плива во бранови, но не ми представува никаков предизвик. Најголем предизвик во пливањето е струјата. Бидејќи тоа те убива и психички, бидејќи кога ќе гледаш само дека си во една позиција без да се поместуваш, почнува нервоза, почнува притисок и не е баш најдобро. Така. Одиме со следната. Да. Ова е пред моето пливање во 2019 година, кое го посветив за децата со ретки болести. Мислам дека еден ден пред пливањето, каде што побарав сила од Господ за да ми помогне во предизвикот. Бидејќи таа страна јас се ја чувам многу блиска и верувам во Господ и... Супер. Баш убава фотографија. Еха. Да. Уште едно признание, уште една награда. Да, како што кажав, не ми беа тоаш најбитни наградите, но ова ми беше... Немав почувствувано толку трема. Кога ги видов сите тие луѓе, не знаев што да кажам на микрофон. Ама добро, убаво е, нели, кога некој ќе ти даде признание за тоа, иако најважно е, нели, сам во себе да веруваш и да си оддадеш признание, но убаво кога и другите ќе го забележат успехот, нели, ќе го вреднуваат, така што мислам дека во секој случај, но е малку потешко сигурно за помало дете, нели, да се носи со сетото отколку возрасен човек. И ова е слика од најавата за овогодинешниот предизвик, каде што повторно сум во црква, каде што барам да Господ го превземе мојот живот под контрола, бидејќи имав некои психички борби и ми требаше таа сила негова за да повторно се вратам назад на патот, за да си го поставам тој предизвик и успеа. Да. Така. Да.
Ајде со следната фотографија. Исто така од последното видео, припремите. Интересното во фотографија е што видеото се снимаше во февруарито, што беше во замрзнувачки води и требаше да истрпам неколку пати додека го фатија правиот кадар, што не беше баш најлесно, бидејќи температурата надворешно беше некаде 8 степени но мораше. Тоа како почнуваат подготовките тој ден кога треба веќе да почне маратонот? Нешто околу исхрана, вода, пиење, има посебно нешто што треба да се направи, да се одбегне? За маратонот кога? Да. Зависи, сега ова ќе ми е прв триатлон, но кога пливав најмногу не конзумирам некаква храна, туку земам пијалок што има јагле и хидрати, што е замена за таа храна, бидејќи сепак по толку часов на пливање не можам да си дозволам да конзумирам храна, бидејќи не знам како ќе ми делува на стомакот. Има некое правило до некаде 300, максимално 300 калории во часот и се движиме по тоа, да. Така, добро, значи сепак има некакви рамки во кои што треба подготовките да се движат. И ова е место во Охрид кое често наоѓа мир, на кај патот за Велесто, каде што многу ја чувствувам енергијата на мајка ми и некако како да комуницирам кога ќе сум таму со неа. Така, значи тоа е местото каде што се чувствуваш убаво, наоѓаш душевен мир. Да. Добро, и уште една. Ова е пред секој пливање или пред секој маратон, оддавам почит према мајка ми и према Господ за да ми дадат сила за да се справам колку што можам подобро со предизвикот. И еве, за промена на место во вода на велосипед. Има експресија на мачење, бидејќи не ми е баш најлесно ниту да пешачам, ниту да возам велосипед, но знам дека ќе се справам со тоа, бидејќи ова што го правам поголемо од мене. Се надевам дека барем на еден ќе можам да инспирирам, дека може да се го врате животот назад и дека може да успеа. Браво, браво, Марко. Одиме понатаму. Исто како што неколку пати повторив, тоа чувство дека сум покрај црква или тоа чувство дека Господ ме гледа ми дава многу сила за да продолжам. Тука трчаш, претпоставувам. Да. И ова е спремање за... Се подготуваш со опрема на себе. Да. Ајде следната. Исто така во црква. Последната. Во која црква паметиш? Ова е Света Ѓорѓија во Охрид, каде што јас сум крстен и баш ми е блиско до срцето таа црква, бидејќи кога ќе влезам мирисот и мирот што го чувствувам во неа не може да замени ниту една црква. Да. Супер. Благодарам многу за овие фотографии што ги сподели со нас и со нашите гледачи. Одиме сега со фотографиите од Бајса. Има интересни фотографии и други личности на истите, па ќе ги споменеме или ќе ни кажеш кога и што и како. Оваа фотографија е во филхармонија, ако не се лажам. Да, филхармонија мала сала, концерт имавме на 16 октомври, така интересни гости од соседна Република Бугарија. Тука го гледаме Неделков на Кавал. Имавме солист, вокален солист Ивајло Димитров. Некои работи ги изаранжиравме со помош на нашиот Дамир Химери, Иван Бејков беше на бас, Радко Дотовски перкашан, така моето братче Емил на гајда, и тоа беше еден збир така на искуство и убави луѓе, интересни теми, и предизвик секако. Со работката со Неделко започна многу порано, предходеше еден настап во Бугарско национално радио со Народниот оркестар, каде што
На многу колеги, на предлог на многу колеги, но најмногу Неделко влијаеше да е верете да бидам гостин, солист таму со тој оркестар и Па минатиот пат кога зборувавме, бевте таму или требавте да одите нешто така, требаше да одите? Нешто. Ќе позборуваме малку повеќе за тоа дали и во музиката, политиката влегува кога станува збор за нашиот источен сосед, ќе позборувам. Така, да ги погледнеме најпрво фотографиите, па ќе се навратиме на тоа прашање. Ова што е? Ова е сцена од Берлин имав концерт со колеги од Словенија, значи бевме едно трио, така, етно джест. И каде што, еве тука се гледа како сум веќе член во тој European Roma Institute for Art and Culture. Значи, тоа е голема институција кај што не се зборува само за музика, него тука се собрани уметници, глумци, тука се зборува за ромски јазик, сета таа култура и традиција што ја носи тој народ, нели, така, тоа е една куќа кај што и ние доста можеме да придонесуваме со проекти и со сето тоа што го носи секој од нас од сопствената земја, така да е еден собир на интелектуалци кај што ми е премногу драго. Концертот беше феноменален, еве го, оркестарот на Бугарско национално радио. Така? Да. Добро, одиме со следната. Нека се фотографиите, каде што сметате нели дека сакате некој дополнителен коментар слободно. Ова е слободно. просторот Академија де Кунст, значи тоа уметничка академија, кај што беше еден прекрасен и инспиративен простор за музицирање. Еве, ова е исто малку по колегите на перкусии, убава публика и интелектуалци. Кристијан Корат, пијано од Марибор и Дамир Мазрек на перкусии. Значи тоа се колеги кои што наназад соработувам долги години. Почнавме со еден така обичен семинар за удиралки, многу. Мислам дека по 15, уште пред 15 години, така да се роди стварно една енергија и убава комуникација со тие колеги. И доста се напреднати во однос на нашите ритмови балкански, така, се работи на истражување и на, не знам дали би рекла модернизација или па развој на и стандардни и нестандардни, како се вика, ритмички системи, кои што пак дозволуваат развој на една сосема друга мелодија. Значи, поголема некоја секвенца на издржување на една фраза и можност за импровизација. Така. Еве го, оркестарот на Бугарско национално радио. Прекрасно чувство е. Како ве прифатија таму и веќе се надоврзам сега? Диригентот. Дали имаше коментари некои кои што можеби се недолични, пак ќе кажам, и мешаат политика со музика? Сметам дека сум земала инструмент гадулка, или според насмевката можам да кажам дека се било во ред. Нема, таму нема, во музиката нема тоа. Мислам, може да се слушне тоа. Да. Сметам дека тоа само ќе создаде некакви бариери во однос на комуникацијата и тоа што го носиме во нас како духовна култура и нас не интересира дефинитивно уметност и на тој начин само можеме да се сплотиме и да се сближиме како народ. Значи дефинитивно го делам мислењето со колегите од таму дека политичарите си работат својата работа. Ние се работиме нашата, затоа што јас би рекла дека во музиката има многу историја која што ние сами за себе си ја знаеме и се покажало. И тоа не може ништо со ништо да се побие или да се или да ни го одземе. Така е. Има многу вистина, има многу самите музички теми, самиот јазик, самите дијалекти преку музиката говориме на сите тие дијалекти си кажува многу.
Да, прекрасни моменти, прекрасни амбиенти. Супер. Да, тоа беше концерт еве со Ритмот на Балканите, така една серија на концерти. Еве сме жените од Балканот. Грција, представнички од други земји, да, така? Грција, Бугарија, Србија, Турција и јас бев од Македонија. Прекрасно, публиката. Верувам прекрасна дружба, соработка и понатаму која што ќе продолжи. Така, продолжи. Веќе имам убава најава за соработка со една продукцијска куќа, значи покана за снимање, за соработка. Значи таа комуникација си продолжува и се отвараат врати секако. Што подготвувате сега? Споменавме нешто октомври, последниот пат кога разговаравме. Најте добро, не мора нели да се сконцентрираме баш на тој месец. Што е она што сега во догледно време ќе го видиме од вас како проект, како концерт, настап? Па освен редовните концертни активности што следат нели во мојата матична институција Танец, на Природно поле следат семинари за македонска традиционална музика и ромска, значи тие се негде крај на јули и втора половина на август. Странците дефинитивно сакаат, доаѓаат, има една група од Америка која ќе дојде специјално да малку простудираме традиционална музика. Втората половина на август е така малце ќе се сконцентрираме повеќе на ромската музика, да се малку преаранжираат некои традиционални песни, да се направат за хор, бидејќи тоа недостасува во тој дел. Вистина фали малку ромската уметност да се подигне на едно поинакво ниво. И она што недостасува, се трудам колку можам да надополнам, да се шири тој опус, да има материјал. Друго во однос на мој, да, секако има во меѓувреме снимања, нарачки за музичарите, нема одмор, посебно лето како доаѓа. И инаку така за себе што се вика, планирам, ама не сум се врзала со некаков рок, затоа што музиката тоа не го сака, дефинитивно. Кога уметникот ќе му се даде, кој е инспириран, да, кој е вдахновен, ние можеме да станеме, нели, во 3 сабајле да си запишеме некоја тема, па таа ќе остане да созрее некое време, па кога ќе се даде можност, ќе се аранжира, ќе излезе на виделина. Така е, со музиката поинаку не е тоа административна работа, па нели да има одреден... Да, некогаш кога се зборува за проекти со одреден рок, ние трчаме и некогаш, па тоа се случува ете со концертот последниот. Се истоштивме од администрација и од она што не е наша работа, мора некако self-promotion, како се вика тоа, немаме менаџери, немаме... Па морате сами тие работи да ги бркате, да. Што ни е познато, што не ни е познато и така. Во тој случај најмалку мислиме на музиката, но кој ќе излеземе на сцена, тогаш даваме се. Така и треба да биде. Доктор Арсова, колку кај младите има заинтересираност? Не знам дали споменавме да се занимаваат со вашата струка, ете конкретно за таа област. Па мислам дека има добра и голема заинтересираност по тоа што и луѓе што ги знам дека се на студирање на стоматологија ги охрабрувам да продолжат. Од друга страна има и некои што го завршуваат факултетот, меѓутоа понатаму се насочуваат во поинаква насока, во друга насока, продажба на материјали стоматолошки. Меѓутоа сепак мислам дека основата тоа што ќе се заврши треба да се работи, ги охрабрувам, не е тешко. Знаете како, нешто што се сака не е воопшто тешко, ако се работи со љубов, мислам дека нема да има никакви проблеми. Така. Марко еднаш во едно интервју изјави дека никој не те натерал да пливаш, туку веројатно само од себе дошла. Знаеме дека е многу луѓе кои што се бават со спорт велат дека пливањето, ајде можеби не најдобар, но еден од најдобрите спортови, затоа што буквално секој мускул, секоја коска се размрдува.
Дали нешто друго, еве, сега и возење велосипед, но дали некогаш нешто друго си посакал да спортуваш? Или си се обидел да спортуваш, Да. си спортувал и така натаму? Па пред да ми се случи тоа со болеста на ногата, јас откако бев роден сакав да постанам фудбалер, но за жал тоа не ми успеа, но ето, се најдов во пливањето, се најдов и во другите работи. Така. Ги споминавме ретките болести. За среќа мислам дека во последните години многу повеќе се зборува, има и повеќе здруженија, се слуша гласот на луѓето кои што имаат ретка болест за разлика од порано. Кои се твоите сознанија околу тоа за да се дијагностицира, околу третмани, лекови, еве во случајот кој што го имаш ти, на пример? Има уште долг пат за да е според мене задоволително, но се надеваме за најдоброто. Уште ние, за жал, како држава не сме квалификувани за да некој да ги третираме од болестите, бидејќи ево ќе почнам со самиот од себе. Правев операција која што не можеше да се прави во Македонија. Так. Мораше да одам во Србија и се надевам дека како што се движи времето дека ќе има подобрување во тој смер. Така, и дека ќе се добие соодветната терапија, и дека ќе има тука во Македонија, да не се носи од странство, бидејќи кога имаме тука во Македонија, тоа значи дека подлежат на некои наши стандарди, критериуми за проверка на истите, а кога се носи на своја рака од странство, навистина не можеме да знаеме, не дај Боже, може и нешто полошо да се направи. Јас на самиот крај сакам да ви се заблагодарам што дојдовте, што одвоивте време да бидете дел од Здраво Македонија, да ги почестите и нашите гледачи со вашето присуство. Бајса ви посакувам многу успех понатаму, само убави настани во следните месеци, па и нели понатаму исто така. Марко, чекаме. Добар резултат. Не се сомневам дека ќе биде така, па да ни дојдеш повторно во Здраво Македонија со насмевка на лице и такви убави фотографии какви што ни донесе и денес. Се надевам, ви благодарам за интервју. Така. Докторке, јас се надевам дека ги охрабривме нашите гледачи. Се надевам и јас. И дека уште денеска ќе закажат преглед, ќе стоматолог. Се надевам, ги охрабрувам, нема потреба од никаков страв, така да. Важно е да си ги зачуваме Да, здравјето. да, Како пред беше се- здравјето преку уста, ако Така, ете, така. да. Пред се, мислам, нема потреба од страв, тука сме ние со разбирање, да ги опуштиме пациентите, да ги охрабриме и да се заврши се како што треба, превентивата, да ги обучиме пациентите за одржување на оралната хигиена и тоа е тоа. Така. На самиот крај довојдел од емисијата, Бајса ви кажав дека имаше многу видеа, нели, од вас, настапи и така натаму, но она што ете мене ми го задржа вниманието, русинско-соборско оро. Аха. За каква нумера музика станува Да, збор? тоа е авторско оро, тоа е дел од проектот Кон Исток, што го направивме со мојот почитуван колега Душко Георгиевски, значи нема му доделив улога, зашто знаев дека ќе донесе правилно тие мелодии традиционални од источниот дел на Македонија. Поготово русинско-соборско оро е така, една тема која што тлееше многу од порано и сега излезе да се аранжира за изворен оркестар. Така да мислам дека видеото е со оригинален звук од камера, значи не е. Така, да, сега ќе имаат можност да уживаат нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш на сите тројца, ви посакувам живи здрави пред се и да се гледаме само за убави работи. Ете така.